Добре дојдовте во новата епизода на Кейткаст. Јас сум Кейт, а ова е просторот со инспиративни разговори. Денес ќе зборувам за нешто што многу родители го прават несвесно, нормално со најдобра намера, но сепак им прави штета во односот со децата. Ќе зборувам за тоа како обвинувањето и критикувањето предизвикуваат чувство на вина кај самото дете и тоа се оддалечува од нас како родители. Што значи вина? Кога детето ќе направи нешто погрешно, ние најчесто се посегнуваме кон речениците: ме разочара, ако продолжиш вака никогаш нема да успееш, гледаш колку ме растажуваш кога така се однесуваш, другите деца не го прават тоа, зашто ти го правиш, и вакви слични реченици. Овие реченици делуваат безопасно, навидом и представуваат еден воспитен алат, но во суштина тие не го учат детето на одговорност. Тие го учат да се срами од себе. Психолозите прават важна разлика помеѓу вина и срам. Вината ја толкуваат како направив нешто лошо, а срамот јас сум лош. И кога постојано му велиме на детето колку не разочарало, и наместо да разговараме за конкретното однесување, детето почнува да го прифаќа како дел од неговиот идентитет. А кога некој постојано те тера да се чувствуваш срамно, инстинктивно бегаш од него. Не затоа што не те сака, туку затоа што покрај него се чувствуваш мал, недоволен и погрешен. Кога детето расте со чувство дека секоја грешка носи емоционален товар, се случуваат неколку работи. Јас ќе набројам неколку работи кои што најчесто децата ги прават. Престанува да споделува. Ако секое признание води кон критика и вина, детето учи дека е подобро да молчи. И најчесто децата молчат, се повлекуваат во себе и немаат комуникација со сопствените родители. Гради дистанца. Ако родителот е извор на срам, детето инстинктивно се повлекува. Развива внатрешна критика. Често почнуваат децата сами да се критикуваат и да се казнуваат, што води кон анксиозност, а не кон зрелост. Одложува враќање кон родителството подоцна во животот. Многу возрастни луѓе, често денеска ги слушам, како зборуваат дека избегнуваат отвореност со родителите, бидејќи научиле дека искреноста носи болка. И токму тоа несвесно и ние како родители, носејќи од нашето детство, го пренесуваме кон нашите деца. Но сепак можеме нешто да направиме и да подобриме. Можеме да понудиме некои алтернативни можности. Не е тоа попустливост, туку начин како да ја воспоставиме поврзаноста и комуникацијата со нашето собствено дете. Прво, да зборуваме за однесувањето, а не за детето. Наместо ме разочара, можеме да кажеме: постапката не беше во ред, ајде да видиме зошто се случи. Да прашаме, наместо да осудуваме. Например, што те натера да го направиш тоа? Ова е отворен разговор. Но ако му речеме на собственото дете како можеше така да го направиш, веќе го затвараме разговорот и нема комуникација помеѓу детето и родителот. И најприродно е да дозволиме природни последици наместо емоционална казна. Кога детето учи о собствените грешки, многу полесно ќе продолжи да се ги совладува и наредните предизвици. Најчесто кога ќе направи некоја ситуација или грешка, можеме да му поставиме едно прашање: како би ја поправил оваа грешка? И на крај да покажеме љубов, дека љубовта не е условна, туку е безусловна. Детето треба да знае дека грешката не ја загрозува врската. Виновноста може би делува како брз начин да се коригира однесувањето, но долгорочно го гради зидот помеѓу нас и децата. Ако сакаме да ни доаѓаат кога грешат, а не да бегаат од нас, треба да им покажеме дека нашата љубов е сигурно место дури кога сгрешиле. Ви благодарам за вниманието и се слушаме за наредната епизода на тема како да изградите дете кое верува во себе.
Бидете љубов, затоа што сте љубов.